Испративте допис до Министерот за образование, што барате во дописот и дали имате некаков поврат од нивна страна? Да. Вака, значи од официјалниот мејл на Сдруженијето од нас за нас е испратен мејл уште на 29.8. на официјалниот мејл на Министерот за образование и наука, а вчера е поднесен и во архивата на оваа институција. За жал, до ден денес ние одговор немаме. Го повикуваме министерот конечно да се произнесе затоа што ситуацијата на терен е хаотична. Верувате, хаотична. Значи, во едни училишта дечињата се примени, во други се примени, па денес им е кажано дека не смеат од утре да посетуваат настава, а во трети училишта воопшто не ги примија ниту на првиот училишен ден. Што значи тоа за дечињата, бидејќи сепак другарчињата седнуваат во училишните клупи, а тие за жал наместо во клупа се пред школскиот двор. Еве и денеска имавме можност и во дел од училиштата да бидеме сведок, екипата на Алфа за жал не беше примена. Што значи тоа за децата и зошто таков однос пред се од директорите на школите? За дечињата тоа е една голема травма и голем стрес. Уште на стартот. Верувајте, секој прваче ќе се сетите и вие, едва и чека да го чуе првото школско звонче и да се купат ранци и така натаму да седне во училишната клупа. Замислете родителот што може да му каже на тоа дете, зошто детето не сакаа да го примат. Директорите зошто се однесуваат така? Видете, тоа е многу интересно прашање, јас навистина немам одговор. Она што можам да го кажам и да ги повикам е директорите пред се да ги почитуваат законите и уставот на Република Македонија. Тие мора да бидат свесни дека со непримањето на првачињата во училиште го кршат член 44 од уставот на Република Македонија и многу членови од законот за основно образование. Во Законот за основно образование многу добро стои дека образованието е задолжително и е посебно нагласена забраната за дискриминација. Значи во новиот закон кој што е донесен на 5 август е посебно нагласена забраната за дискриминација во самиот училишен процес, наставен процес и при запишување на дечињата. Нагласена. Денеска министерот за образование исто така имаше изјава токму на оваа тема, вели дека дечињата треба да бидат примени пред се во училиштата, меѓутоа ќе има и теренска вакцинација, како што разговарал со министерот за здравство. Во ред, значи како тие сметаат понатаму дека треба да постапат, нека постапат. Ние за теренските вакцинации претходно реагиравме и ќе реагираме и понатаму. Пред се, секој што сака да си го види упатството на вакцината, многу добро може на страницата на Агенцијата за лекови и медицински средства да провери дека секоја вакцина се става исклучиво во медицинска установа, а не во училиште. Училиштето не е медицинска установа. Ние реагиравме и ќе реагираме понатаму. Што ако и натаму остане глувиот однос од страна на институциите, од страна на школите? Денеска побаравте одговори од детската од Медјаши, од детската амбасада. Што велат оттаму за оваа ситуација која за жал негативно влијае кај децата? Така. Една од работите која што родителите ја превземаат е обраќање до Медјаши. Оттаму информациите се дека веќе имаат многу обраќања од родители и рекоа дека допрва ќе превземат чекори. Пред 2 дена, ако не се лажам, тие го објавија извештајот од Комитетот на Обединети нации, каде што е исклучиво нагласено дека државата членка, тоа е Македонија, мора да ги запише дечињата. Значи мора да најде начин да си ги запише своите првачиња. Така што се надевам дека тие ќе го повторат овој став. Друга работа што родителите ја превземаат се представки до Државен просветен инспекторат и тука би сакала да потенцирам една разлика помеѓу постапувањето на Државниот просветен инспекторат оваа година и постапувањето во 2018 година. Значи имаме случај кој што во 2018 во училиште во Битола од некоја причина директорот нели не го запишал детето, реагирал директорот од ДПИ веднаш излегол на терен, извршил надзор, му е наредено на директорот да го запише детето
со образложение дека училиштата не се здравствена установа. Значи, училиштата се образовни институции. Тие треба само да се грижат за документацијата што ја добиле. Потврди се однесени и тоа е тоа што нив треба да ги интересира. Ништо повеќе. Да се надеваме дека проблемот ќе биде решен наредниот период и децата конечно ќе седнат во училиштите клупи, барем оние кои не беа примени овие неколку дена. Се надевам, Борис, тоа мора да се случи, верувате, затоа што ова нема да остане така. Ние секако ќе продолжиме понатаму со борбата. Дечиња не беа примени во основните училишта Лазо Ангеловски во Скопски аеродром, во Димитар Поп Георгиев Беровски во Ѓорче Петров, каде и нашата екипа денеска беше, потоа во Дане Крапчев во Газибаба и во Кирил и Методи во Скопски центар. Останува да се надеваме дека проблемот наредниот период ќе биде надминат.